Во преполната сала на Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев свечено беше отворен 21-тиот меѓународен фестивал Денови на комедија 2018. За значењето на фестивалот за културната сцена во Македонија и во Куманово говореше директорот на Центарот за култура Сашо Тодоровски. Античките трагичари кажале дека комедијата е најтешкиот жанр во драматургијата. Да насмееш публика, за тоа треба умешност и мајсторство. Секој од нас ќе се пронајде во ликовите кои ќе продефилираат овие 14 фестивалски денови. Куманово го има овој фестивал кој се градеше со текот на годините и кој понатаму ќе остане заштитен културен знак на нашиот град. Секако ќе сакам идните години овој фестивал да биде уште успешен и ќе се обидеме да го ставиме на мапата најзначајните културни збиднувања во нашата држава. Годинашното издание на фестивалот го отвори заменик министерот за култура на Република Македонија, господин Владимир Лазовски. А комедијата како жанр е белег на овој град. Комедијата треба да ја негуваме и почитуваме. Луѓето секогаш се расположени за добра комедија. А тоа го покажува и вечерашниот настан и бројната публика на отварањето на овој фестивал. Министерството за култура како главен покровител на оваа манифестација се радува што овој фестивал прерасна во манифестација која е респектабилна во наши домашни, а и во меѓународни рамки. Чест и задоволство ми е да го отворам фестивалот Денови на комедија, кој се одржува по 21 пат во Куманово. Пред присутните во салата се обрати и градоначалникот Максим Димитриевски, кој истакна дека фестивалот Денови на комедија е кумановски бренд. Користам оваа прилика да се заблагодарам најпрвен на сите оние кои што го поддржаа овој фестивал, на директорот на оваа културна установа, која во последната година доживее сеопшта ренесанса. Да се заблагодарам и на сите оние кои што со генерации до сега се имаат вградено во негувањето на духот на овој фестивал, без разлика на нивната партиска и политичка припадност, бидејќи овој фестивал припаѓа на сите нас кумановчани и тоа е нашиот бренд. На самиот почеток од свеченото отворање на фестивалот беше прикажан извадок од познатата представа Ленче Кумановче. Годинава се одбележуваат 90 години од првата изведба на оваа представа според драмата Бегалка од Васил Илјоски. Представата за прв пат беше одиграна во 1928 година во Кралскиот театар во Скопје и поставена на репертоарот на театарот. Првата изведба на оваа представа во Кумановскиот театар беше на 16 август 1971 година. По тој повод специјални гости на вечерта беа Љубица Гојковиќ и Ѓорѓи Андонов, кои играа во првата представа на Ленче Кумановче во улогите на Ленче и Бошко во далечната 1971 година во Кумановскиот театар. Фестивалот им додели специјални награди. Помина 48 години како снимена представата Ленче Кумановче во нашиот Кумановски театар. 47 години со прекрасни ликови, со една незаборавна екипа. 47 години ова представа живее во вашите домови, со вас самите. Вие направивте оваа представа да биде култна представа на град Куманово. Направивте да биде легенда на Куманово, на Македонија и пошироко. Започнува действието на љубовта. Љубовта олицетворена преку всемогниот Господ Бог, но на љубовта и се спротивставува ѓаволот, кој е олицетворение на злото. Во таа непоштедна борба победува љубовта. И оваа представа заминува во легендите на театарската уметност. Заминува таму каде што се негува преубавиот македонски збор. Гост на отворањето беше и господја Снежана Илјоска, ќерка на авторот на драмата Бегалка Васил Илјоски. Од 14 предвидени представи, фестивалот го отвори представата Како да се ограби банка на Драмски театар Скопје во режија на Иван Манасковски. Во представата играа Лазе Манасковски, Марија Кондовска, Гоце Тодоровски, Симон Манасковски, Катерина Шехтанска-Лаковски, Калина Наумовска и Игор Георгиев. Сценографијата е на Доротеја Ѓорѓиевска, а костимографијата на Фросина Настевска.